Со вас Маријан Николовски. Попладневни вести во 16. Денеска гледаме. Македонија гласа на 8-те поред локални избори. Излезноста во споредба со претходните локални бележи благо намалување. Гласањето без посериозни проблеми. Репортерски јавувања од терен. Анализа по општини. Каде е најниска, а каде е највисока излезноста. Во живот клучните места на денешните избори, овде ќе ги добиете најбрзите информации. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Неполни 3 часа остануваат за гласање од овие локални избори во Македонија. Последниот пресек на излезноста од Државната изборна комисија. Во овие вести Сања Димитровска. 31,16 излезноста до 15 часот на 8-те поред локални избори. Речи си и да нема некоја разлика со локалните избори во 2021, кога 31,80% била излезноста до 15 часот. Што велат бројките, каде имаме најголема излезеност, каде имаме најмала, ја прашувам Радица Тодоровска Алексовска, портпарол на Државната изборна комисија, дали имаме градови, општини каде што излезноста и повеќе од 50%. Така е, по пресекот направен во 15 часот, најголема излезеност се бележи во општина Чашка и тоа со 53,19% и тоа е општината каде што имаме над 50% излезеност на гласачите. Покрај Чашка, поголема излезеност се забележува во Росоман со 46,46%, потоа Валандово 35,88%, Богданци 39,57%, Дојран 48,88% и Крушево 47,47%. Од општините каде што е забележена најмала излезност со пресекот во 15 часот, тоа е Врапчиште со 14,94%. Покрај Врапчиште помала излезеност се забележува и во Гостивар со 20,95%, Маврово Ростуше 20,14%, Радовиш 24,24% и Центар Жупа со 17,12%. Како тече изборниот ден, односно што се случува со едно избирачко место во општина Карапуш? Изборниот ден тече во најдобар ред, тече непрекинато гласањето на избирачите. Оно што се случи на избирачкото место 2607, тоа е во општина Карпош, поради човечки фактори, погрешно ракување со УБИК апаратот, се случи заглавување на сим картичката во уредот за биометриска идентификација на гласачите и практично беше оневозможено пренос на таа сим картичка на друг УБИК апарат. Од таа причина мораше да се премине на стариот начин на гласање, односно со УВ лампа и со УВ спреј. Државната изборна комисија донесе одлука за преминување на овој начин на гласање, така што гласачите непрекинато ќе можат да си го остварат своето право на глас и не е воопшто доведено во прашање гласачкото право на избирачите. Јас ви благодарам за овие информации. Само и за крај да напоменам дека како што е процентот на излезност до 15 часот на ниво на држава 31,16%, истиот процент е и за град Скопје 31,16% од скопските општини. Најголема излезност до 15 часот има во општина Сарај, нешто повеќе од 36%. Студио? Благодарам Сања Димитровска од ДИК во 16 часот за пресекот од 15:30. Да, ова се бројките од Државната изборна комисија. Нашиот аналитички центар веќе направи обработка на овие податоци. Во студиото со мене е Александар Спасовски. Александар, денеска прилично брз си со анализа на бројките. Ме интересира што значи овој процент сега некаде околу 30% до 14 часот, каква е споредбата со претходните локални избори? Па веројатно ќе имаме горе-долу иста излезност како и во претходниот изборен процес. Прашање е дали ќе надминеме 50%, но очекувам да видиме тука некаде. Разликата ја прават оние општини каде што живеат повеќе етнички албанци, таму излезноста е значително поголема во однос на локалните избори во 2021-та, а некои општини каде што доминираат македонци, како што е на пример општина Прилеп, има едно значително намалување на излезноста. Таму одиме веднаш на екран да видиме каква е излезноста на ниво на цела Македонија. Ова
се бројките до 13 часот, 31,33 е последната бројка која што ја добив на поголем процент на обработени избирачки места и може да се забележи дека тоа е сепак за малку, но сепак понизок процент од она што го имавме на локалните избори во 2021-та. Овие проценти кои што ги гледате овде се во пресек направен до 13 часот, тогаш Државната изборна комисија така ги правеше пресеците, па затоа имаме овде една бројка која што е помала, а овие бројки од 36% во 2013-та за нас, како што реков, се веќе недостижни, имајќи предвид дека тогаш локалните избори завршија со вкупна излезност од близу 67%. На ниво на град Скопје имаме благо зголемување на излезноста во однос на изборите од 2021 година и може да се забележи овие се излезности до 13 часот. Одиме веднаш на следниот телоп кој што треба да ни ги покаже најголемите градови низ Македонија и како што кажав ја забележувате онаа разлика од 12 поени во општина Прилеп, 42% била излезноста во 2021-та, сега сме нешто под 31%. Како што кажав и во претходните анализи, онаму каде што се очекува одредена неизвестност, има благ раст на одзивот. Слична е таква е ситуацијата во општина Струмица, некој нешто над 3% поени раст на излезноста, благо намалување од нешто помалку од 2 поени имаме во општина Штип. Може да се забележи дека имаме некои 4% поени намалување во општина Битола, тука некаде општина Куманово не е нешто голема разликата, 3% поени намалување во општина Охрид. Одиме понатаму, на оваа графика ги имаме сите скопски општини и овде во општина Центар имаме некаде околу 2% поени зголемување на излезноста во однос на она што се случувало во 2021. Забележувате дека процентите се тука некаде со она што сме го имале во 13 часот во изборните процеси во 2013 и во 2017 година. Кисела вода речиси идентична излезност во овој изборен процес, благо зголемување од под 1% поен имаме во општина Карпош. Ѓорче Петров речиси и да нема никакви промени, исто како и Газибаба, благо зголемување на излезност имаме во општина Аеродром. Најинтересно е во општините каде што доминираат етнички албанци, одиме таму во следната графика и како што кажав се забележува овие виолетови бои ја даваат излезноста во овој изборен процес и веќе добро може да забележите дека во општина Чаир има безмалку 10% поени раст на излезноста, во општина Сарај дури 13% поени раст на излезноста, околу 6% поени е растот кој што го имаме во општина Тетово. Струга е единствената од овој блок на општини каде што има одредено намалување заедно со Гостивар, каде што традиционално има се помала и помала излезноста. Тоа се покажи на последниот попис по кој што во оваа општина од овие избори општинскиот совет ке брои дури 8 советници помалку и затоа и не изненадуваат овие 3% поени намалување на излезноста, 6% поени раст на излезноста во Кичево. Забележувате, го кажавме тој во претходната анализа дека 52% била излезноста до 13 часот во општина Кичево, а сега еве имаме нешто над 36%, ќе кажам дека ова е исклучително висока излезност за општина Кичево. Маријан, во очекување сме на оној последен пресек во 18:30. Александар, ако може режијата нека ги врати бројките. Сега те прашам, овој тренд на гласање овозможува надминување 50% и според твоите проценки анализи, да речеме, на овој ден, и ме интересира како покажуваат твоите анализи, дали помала или поголема излезност би можела да значи одредени во оние градови кај што има по 1, 2, 3 кандидати, може би во првиот круг избор на градоначалници?
веќе кажавме во текот на вчерашната анализа дека имаме 21 општина каде што има само по 2 кандидати, што е известно дека ќе имаме веројатно најмалку 21 градоначалник избран во првиот круг. Знаеме дека условот е да излезат над 30% од запишаните, потоа од оние кои што гласале потребно е над половина, така што минимум 21 би можело да очекуваме, меѓутоа според некои анализи веројатно ќе имаме повеќе од 30-35 градоначалници, а можеби и повеќе кои што ќе победат уште во првиот круг. Во однос на излезноста се очекува некоја излезност која што ќе биде тука околу 50, како што реков, оние општини пред се во албанскиот блок се забележува една прилично зголемена излезност, гледате 10-13% поени, тоа би било некаде 20-30% повеќе излезност од претходниот изборен процес. Ако некаде првичните анализи беа под 50, сега би рекол дека би требало да се направи една блага корекција нагоре, бидејќи ова е над оние очекувања излезноста во оние општини каде што доминираат етничките албанци, така што мислам дека ќе биде тука некаде слично на претходниот изборен процес, малку над 50%, но останува да видиме. Следниот пресек е 17, потоа имаме уште еден пресек во 18:30 пред да се затвори гласањето во 19. Во централниот дневник во 19 имаме прецизна бројка. Доколку Државната изборна комисија биде брза и експедитивна и веднаш го објави оној пресек во 18:30, се надевам дека некаде барем на половина од централниот дневник во 19 дека ќе имаме. Денеска се сепак брзи да не се. Да, брзи се, ама брзи и нашиот аналитички центар, како што кажав, 20 на луѓе работат на прибирање ваква графичка обработка и презентација на сите овие податоци, така што се надевам дека ќе ги имаме први, не се надевам, сигурен сум дека први ќе ги добиеме податоците и дека први ќе ги имаме и резултатите во нашето изборно студио. Александр, ти благодарам, се гледаме во 19. А изборниот процес тече без посериозни проблеми, според оценката барем на МВР. Последната состојба во овие вести ја има Наташа Мерсовска, што велат МВР и обвинителството. Така е, Маријан, без сериозни нарушувања на јавниот ред и мир се одвива изборниот процес, велат од МВР. Регистрирани се неколку пријави за агитирање при гласање на повеќе избирачки места, но сепак овие наводи не се потврдени. Овде предлагам каде се има нарушување да слушнеме изјавата од портпаролот на МВР Гоце Андреевски. Во 9 часот во Прилеп полициски службеници од ОВР Прилеп во врска со кривично дело подкуп при избори и гласање ги лишија од слобода БХ и ДС од Крушево. Во врска со истиот настан во полициска станица во Прилеп повикани се 5 лица од Крушево со престој во Прилеп. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Регистрирани се и неколку пријави за агитирање при гласање на повеќе места, но по превземени мерки до овој момент не се потврдени наводите од пријавите. МВР апелира до сите граѓани и политички партии да придонесат за одржување на достоинствени избори. Доколку има нарушување на изборниот процес, граѓаните може да пријават во најблиската полициска станица или на телефонскиот број 192 и 112. И од основното јавно обвинителство вела дека досега не се регистрирани посериозни нарушувања на изборниот процес. До нив не се пријавени инциденти или неправилности на гласачките места кои би имале елементи на кривично дело. Јавен обвинител од Струмица е известен за погрешно испечатени гласачки ливчиња во Новосело. Известена е ДИК да го замени материјалот, но во овој случај нема елементи на кривично дело. Во текот на вчерашниот ден евидентирани се поединечни настани за изборен подкуп во Велес, Прилеп, Крива Паланка и Свети Николе. Во сите нив се преземаат действија за испитување на наводите, велат од основното јавно обвинителство. И тие ги повикуваат граѓаните доколку евидентираат, односно забележат одредени неправилности, да пријават на мејл адресата izbori@jorm.mk. Благодарам Наташа Мерсовска за оценката на МВР и обвинителството, а ние се селиме на терен меѓу нашите репортери. Одиме во општина Чаир, општина со голема излезност, барем досега на овие избори. Маријан Ников, каква е моменталната состојба?
Па токму така се наоѓаме во основното училиште Лирија во општината Чаир, како што имавте можности претходно да слушнете од нашиот аналитички центар дека според бројките во ова општина зголемена излезноста, значи 58.458 гласачи брои ова избирачко тело во ова општина. Од податоците кои ги добив од представникот од Општинската изборна комисија во 13 часот излезноста била околу 22%, меѓутоа во 15 часот таа е зголемена на нешто над 28%, што значи дека она се потврдува и оние бројки кои ги спомена колегата Александар во бројките од аналитичкиот центар. Ете, од ова општина има зголеменост на излезноста, има раздвиженост, еве и во ова училиште, тука има неколку избирачки места. За сега и од она што имавме можност да го добиеме и како информација, атмосферата е мирна, онака како и што посакуваме да биде до крајот на гласањето, кое завршува за некаде нешто повеќе од 2,5 часа. Секако потоа ќе се сумираат сите оние резултати, па ќе видиме дали во ова општина може и да се очекува гласање и во втор круг, особено што кандидатите некако и најголема борба водат токму и во ова општина. Благодарам, Марија Ников, за состојбата во Скопје, општина Чаира. Ние се селиме во Крива Паланка. Даниел Василев ги следи изборниот процес на североисток од државата. Даниел, Крива Паланка е на истокот една од општините со висок процент на излезност. Каква е состојбата таму, дали е се под контрола? Токму така, Маријан, според последните податоци од Државната изборна комисија, до 15 часот на обработени 93,12% од материјалите, излезноста е 46,74% или во апсолутни бројки досега гласале 7.197 гласачи од вкупно 16.534 избирачи. Според информациите кои што ги добив од Општинската изборна комисија, до овој момент нема пријави за никакви неправилности, изборни нерегуларности или инциденти во општина Крива Паланка. Меѓутоа, морам да потенцирам дека ова денеска е петти мој град кој го поминувам и единствен во кој имавме потешкоти да ја завршиме нашата новинарска работа. Имено председателката на Општинската изборна комисија издаде наредба со која не ни беше дозволено да влеземе во основното училиште Јоаким Крчовски на избирачко место за да можеме да снимаме инсерти. Некаде околу 40 до 45 минути чекавме да се искоординираат институциите за да ни биде дозволено да можеме да влеземе и да си ја завршиме нашата работа. Така што, еве, јавно би замолил до Државната изборна комисија за малку подобра координација помеѓу институциите за да можеме сите непречено да си ја завршиме работата за која што сме дојдени денеска тука. Маријан? Да, Даниел Василев од Крива Паланка. Ние остануваме на истокот, но малку појужно, одиме во Карбинци, таму е Трајан Ристовски. Каква е состојбата во околината на Штипско? Така, Маријан, се јавувам од малата рурална општина Карбинци, мала според население, но голема според површина. На целата територија на општината има 16 избирачки места со 3158 граѓани со право на глас. Од нив, според податоците на председателката на Општинската изборна комисија Адријана Велиновска, своето избирачко право го искористиле 1272 граѓани или 40,36% од вкупното избирачко тело. Бидејќи во општината за градоначалник има само 20 кандидати и 6 советнички листи, очигледно е дека цензусот е исполнет и уште вечерва Карбинци ќе добие нов градоначалник, што значи дека ќе нема втор круг од изборите. Многу идентична е ситуацијата и во општина Штип, во која што исто така има само 20 кандидати за градоначалник и од каде го најавувам моето следно јавување. Благодарам Трајан Ристовски од Карбанци, кој што ги следи изборите во истокот од Македонија во околината на Штип. Те очекуваме од Штип, од центарот вечерва во Централниот дневник во 19. Ние се селиме малку појужно од Источна Македонија. Во Босилево е Зоран Ѓоргиев, задолжен за изборниот процес околу општините во Струмица. Каква е состојбата во Босилево, какви се очекувањата?
Да, Маријан, ова јавување го реализираме од пред едно од избирачките места во општина Босилово, каде што гласањето тече без никакви проблеми. Овде исто така и во другите делови од југоисточниот, односно другите општини во југоисточниот дел на Македонија. До 15 часот во општина Босилово на гласање излегле 3051 граѓанин или 24,99%. Пред ова вклучување ги прашавме граѓаните кои се нивните очекувања од новиот градоначалник и кои се нивните очекувања од новите советници во општинскиот совет. Па во продолжение предлагам да ја слушнеме анкетата и да слушнеме што граѓаните очекуваат во наредните 4 години од локалните власти. Очекувам само успех за општината Босилово, за граѓаните на оваа општина, за подобар живот за сите. И се надевам дека да напреднуваат работите за сите тука што живеат. Очекуваме подобрување. По-добро. Се напред, да се оди. Ние сме стари, ама тие што ќе останат по нас, нека напредуват, нека крене всичко напред, да нема кавги, да нема расправи, да нема подделби. Да, ова се дел од размислувањата и очекувањата на граѓаните во општина Босилово. Инаку кога станува збор за изборниот процес во југоистокот од државата, да кажеме дека во Радовиш до 15 часот своето право на глас го оствариле 24,24% од граѓаните, во најголемата општина Струмица 34,27%, во Василево 32,12%, Богданци 39,57%, Ѓевѓелија 35,78%, Валандово 33,3%, Конче 37%, Новосело 30,70% и најголема излезност до 15 часот во југоистокот од државата има во општина Дојран, каде своето право на глас го оствариле 48,88% од вкупниот број запишани избирачи. Маријан? Зоран Ѓорѓиев, овој пат од Босилово те очекуваме во централниот дневник во 19 од Струмица, од центарот на југоисточна Македонија, а од истокот ние се селиме на југозападна Македонија, таму е Нина Ритоновска во Охрид. Како тече денешниот ден во овој дел од градот? Изборниот процес на територијата на општина Охрид тече непречено во фер и демократска атмосфера без нарушувања на јавниот ред и мир. Охријани гласа на 87 избирачки места, право на глас имаат 52.580 граѓани. Тоа што можев да го видам од ова избирачко место каде што моментално се наоѓаме во училиштето Методи Пачев, има раздвиженост на граѓани, а според последните податоци од општинската изборна комисија, излезноста до 15 часот на територијата на општина Охрид изнесува 32,36%. Додека според последните податоци кои што ги добивме од општина Струга, излезноста до 15 часот е 27,16%, најголема излезност има во Вевчани до 15 часот 51,6%, додека во Дебарца 43,33% до 15 часот. Граѓаните доаѓаат, го даваат своето право на глас, па предлагам да ја слушнеме анкетата која што непосредно пред ова линковско вклучување снимивме. Добар ден, гласав како не го остварив уставното право за гласање и гласав по сопствено убедување. Да, гласав. Го остварив моето, право на глас. Нека победи демократијата, нека има фер избори и тоа е тоа. Живеам Германија и овде, не? Ама секогаш за избори сум тука, не? Си ја сакам ова моја грудка земја. Да. Очекувате фер избори? Да. Од Охрид. Вклучување од Охрид. Да, благодарам Нина, те очекуваме во централниот дневник во 19. Ние одиме како за окружување на овој репортерски блок во центарна Македонија, во Прилеп, Дарко Штарговски, општина во која според досегашните бројки на ДИК поприлично намалена излезност, како е текот на гласањето. Маријан, според последните податоци кои што ги имаме од општинската изборна комисија, во 15 часот излезеноста на прилепчани е околу 30,8%.
8%, што е за 10% помалку од претходните локални избори, кога во 2021 година во 15 часот на гласање излегле 40,76% од граѓаните со право на глас. Инаку денеска во Прилеп гласаат 62.053 граѓани на 126 избирачки места. Гласањето засега се одвива во мирна и демократска атмосфера. Единствен поголем инцидент кој што е регистриран според портпаролот на МВР Гоце Андреевски утринава околу 9 часот на улица Дабничка во Прилеп биле лишени од слобода две лица од Крушево. Станува збор за 72 годишниот БХ и 36 годишниот ДС, кои што се осумничени за давање на подкуп при избори. За истиот случај во полициската станица во Прилеп се повикани на разговор и 5 други лица од Крушево кои што биле со престој во Прилеп, а после обработката на целиот случај, според портпаролот Андреевски, ќе следувале и соодветни пријави. Екипата на Сител денеска посети неколку избирачки места во градот, каде што ги анкетиравме граѓаните за тоа кои се нивните очекувања од новата локална власт, па предлагам да ја слушнеме анкетата. Подобар живот за граѓаните. Подобар живот, забарем за нас млади да види подобар живот. Или за сите тоа, едно право е за сите. Нови проекти, инфраструктурата нешто да се подобнови. Подобро утре за сите. Исто така, и во вториот поголемина град во Пелагонија, во Битола, излезеноста во 15 часот е 31,45%, а додека излезеноста во 15 часот во 2021 година била 41%, што значи дека и таму имаме помала излезност за 10% за разлика од претходните локални избори. Маријан? Благодарам Дарко Штарковски. Ова беа нашите репортери од терен за денешното гласање за локалните избори. Наблюдувачката мисија на ОПСИ и ОДИХР има првична оценка за изборниот процес. Велат не само денот на гласањето, важна е оценката и за целиот процес. We are here as an international mission. Ние сме овде како меѓународна наблюдувачка мисија да го наблюдуваме изборниот процес, за да видиме дека се е во согласност со стандардите. Ова гласачко место што го гледате позади нас е едно од многуте кое што ги наблюдуваме денес. Нашата мисија се состои од околу 250 меѓународни наблюдувачи кои што наблюдуваат на територијата на целата Република Северна Македонија. Знаеме дека самиот ден на избори е како таков е многу важен, но секако нашата мисија беше воспоставена уште многу пред денот на изборите, со тоа што имавме распоредено 24 долгорочни наблюдувачи на територијата на целата држава, кои што го наблюдуваат целокупниот процес и како што рековме, не само изборниот ден е битен, но туку се битни и предизборните процеси, како и процесите после самиот ден на изборите. Секако ги следиме сите аспекти кои што се поврзани со самите избори. Тука може да ги споменеме регистрацијата на гласачи, самата кампања, финансирањето на кампања, пристапот до медиуми, гласањето на самиот ден на изборите, пребројувањето на гласовите и така натаму. Тука е крајот на овие вести во Централниот дневник во 19 првични бројки од целосната излезност, но и од резултатите. Останете на Сител, имајте пријатен ден.